син му на царо што де проговори и де се насмеа, дури се жени. Чита Александар Стадојков. Еден цар си имал еден син што де беше проговорил и де се насмеал дури до 30 години. Бре, што не му правил цару и царицата за да го прозборуваат и да го насмеат? Сојтарин му носеа да прават сојтарилок, само и само некако да го насмеат. Ардо ама тој не било кабли да се насмеи. Прашај го, зборој му царот, царицата, паша, садријазми, пријатели, царските роди и друзи луѓе од царо наставени да му зборуваат и да му кажуваат секакви пришти, сторени, приказни и друзи чудни работи, арно ама сит му од царо сите слушал и учел, само не зборувал и не се насмевал. Чудна работа мори царице, е рекол царо, со ова наше дете. Да не можеме да го прозборуваме и да го насмеиме. Каква работа ќе биде со ова наше дете, јас не знам како да се прави. Да не нешто сака да го жениме, бре домаќине, му рекол царицата, што неки да проговори да се насмеи. Ја, ај да го викнем и да го прашаме. Пеќи, дај да го викнеме, честита царице, е рекол царо, и да го прашаме. Го викнале пред нив и го прашале. Арно, ама ако зборувал камен да и тој да зборува, тие прашај го, тој молчи и најпосле го арнисале. На тоа згора се созборувале царо и царицата да го свршиле од некој цар што имал една ќерка 100 годишта, чуќи дикој да му ја зебал, да затоа му ја дале да тој цар што го имал сино нема. Дошол денот за поневеста да одат, се поканиле сватој и го приготвиле зето да одат по невеста. Викнал тројца джелати царо и му рекол еден скришен збор. Слушајте ваму джелати. Еве ќе ојме по невеста со сина ми и ќе гледате дали ќе проговори и дали ќе се насмеи. Штом ако го видите да се насмеи и да проговори, на часот да му сечите главата и да му ја донесите овде. Домаќине, како бидува тоа да го загубат сина ти, му рекла царицата. Бидуват и надбидуват, честита царице. Чунки тој ако сака невеста, требаше да ни одговори нам која го прашавме дали сака да се жени, а не да ми се одговара и одејќи кај невестата да зборува и да се насмеи. Тоа се вели, невестата поеќе ја честел од мене. Ете, затоа треба да се погуби, честита царице, нашиот син. Која чула тие зборови царицата од царо, замолкнала. Од кога се сготвиле сватоите, тргнале по невеста и отишле кај невестата. Ја сготвиле невестата и пред да тргнат сватоите го викнале зето, татко и мајка на невестата, та му рекле: слушај вамо зете, еве ти ја невестата, честите дека ти биде и векојта. Те молиме да ја имаш подрака, да си ја поучуваш, оти уште не е аджамија, сега ди полди 100 години, та уште не е мала. Која чу зето тој збор што му рекол царо и царицата, оти невестата 100 години и уште била аджамија, брбдал да се смеи. Која го виделе джалатите, оти се насмеал царскиот син, тргнале саторите да го сечат. Која видел зето оти ќе го сечат, проговорил и му се поволил да не го сечат. Ардо се жалиш да дете губиме, му рекле джалатите, ами за повеста од татко ти кај да ја оставиме? Чунки тој ни рече, ако се насмеиш овде да ти ја сечиме главата. Ако ви рече пријатели да би ја сечите главата, вие ќе бе оставите жив дури да појдеме при татка. Оти имам еден чуден збор да му кажам, да после ако сака нека ме губи. Која чуја тој збор джалатите од царскиот син, беа го оставиле жив и си дошле дома со невестата. И викнал царот джалатите и прашал дали се насмеа син му и дали проговори кај невестата. Се насмеа, честити цари, и проговори, арно ама не ости да го погубиме, чунки ни рече, оти имал еден чуден збор да ти кажи, да после, ако го губиш, му рекле джалатите. Која чул царот тоа од джалатите, го виктал сина си пред себе и го прашал што збор имал чуден да му кажи.
Ќе ти го кажам чудниот збор, татко, му рекол син му, и ако дебев го чул тој збор, дебаше ни да се насмеам, ни да проговорам, чунти од кога сум се ватил за ум, сум разбрал оти овој век е лажлив и многу мачен за луѓето што живеат. Да од тоа ни сум се смеал, ни па сум зборувал досега. Ардаба, кога појдов зет на испраќање, дедо ми и баба ми ме молија да ја имам под рака невестата ми, оти била аџамија и мала, сега стапила во 100 години. Ете, од тој збор, татко, сум се насмеал и проговорил, чунки 100 години историла и уште била аџамија, та требало да ја поучувам. Ами кога ќе дојде време да се бажит на 15 до 12 години, како ќе привтасуваат пусти бајки и татковци да ја поучуваат и да научат ќерки си да бидат домаќинки. Ете, тоа сум премислил, татко, та сум се насмеал и сум прозборувал. На ова згора, татко, како ќе ти вати умо, така прави ми. Кога е чул тие зборови царот сида си, се премислил и не го загубил. Од тој саат веќе се зборувал син му од царот да дори умрел.